Ние како партија во вториот изборен циклус дадовме силна подршка на кандидатот за председател на државата господин Стево Пендаровски и сметам дека со нашето одговорно однесување на терен дадовме голем допринос за да се избере тој како председател на државата, бидејќи ние сметавме дека тој како личност дава силна подршка за трасирањето на патот за влез на Македонија во Европската унија, а во исто време ќе продолжи трасата за влезот на Македонија во НАТО. Тоа се предизвици кои што се од особено значење за нашата ромска заедница, на кого што им е потребно посебно од особено значење е безбедноста и просперитетот во сите области. Изминатиот втор круг од претседателските избори ги цениме како навистина мирни и со демократска атмосфера, а она што е наважно, истите помина без инциденти или поголеми нерегуларности кои би влијале на крајниот резултат за изборот на председателот на државата. Во овој момент не можеме да бидеме скромни, а да не кажеме дека навистина сме задоволни од постигнатиот резултат за време на вториот изборен циклус. Бројната состојба која што е во моментот не сакам да ја шпекулирам, ќе имате сигурно прилика во нареден период заедно со потпретседателите на партијата и со генералниот секретар да ја кажеме точната бројка на нашите поддржувачи и сигурно ќе дадеме изјава за понатамашниот тек на нашето делување како политичка партија. Сметаме дека ние како нов правен политички субјект ќе бидеме конструктивни и конкурентни на политичката сцена и сигурно ќе постигнеме позначителни резултати во наредниот период. Првен да ви кажам дека навистина не сум изненаден од начинот на кој се однесува председателот на партијата за целосна емансипација на ромите. Несвојствено е вакво постапување на сериозен лидер, председател на политичка партија, во исто време и пратеник во сегашната влада. Давањето на изјави со содржини за закани, за навреди, за ширење на говор на омраза е нешто што не е својствено за било кој политички субјект. Во исто време сметам дека Facebook порталите не се начин за пазарење, за политичко пазарење за било која позиција за било кое министерство во владата на Република Македонија. Начинот сигурно не е тој. Најверојатно постои кај него некоја повреда на суета, можеби, не знам, овој начин на делување за него е својствен, не почитува ниту закони, ниту процедури, најверојатно е во некоја паника од покажаниот слаб резултат и во двата круга. Морам да бидам малку поконкретен, се упика во место каде што не му е терен на делување, навлезе во населбата Шуто Оризари, така да повеќе политички партии таму делува и освоја некаде околу 4000 гласа, за разлика од првиот круг каде што има 2500 гласа. Најверојатно сега бројката е подигната поради учеството на Демократската унија на албанците и од тука сега сметам дека не може представниците на политичките партии од ромскиот блок да го докажат својот резултат. Од тука сметам дека истите со некаде 300 или 400 гласа не се легитимни да бараат такво место кое што го барат преку Facebook статусот. Јас сметам дека овие освоени гласови во самата населба повеќе се резултат на работата на градоначалникот на Курту Дудуш, кого особено го ценам и почитувам и мислам дека истите му направија штета.